Значи, најпрво да кажем дека согласно новите измени на Законот за народниот правобранител, народниот правобранител е дефиниран како државен орган кој ги промовира и штити уставните и законски права на граѓаните кои се повредени со акти, действија, пропуштање на действија на органи и организации од државната администрација, од локалната самоуправа. Тоа го нагласувам бидејќи зборчето промовира прв пат е воведено во Законот за народниот правобранител, што значи ние треба да ги следиме состојбите во врска со заштитата на човековите права. Меѓутоа треба да и јавно да зборуваме за надлежноста на народниот правобранител и да ги информираме и едуцираме граѓаните во врска со начинот на кој може да ја остварат таа заштита на нивните уставни и законски права. Во таа смисла, народниот правобранител ги следи и состојбите во врска со потрошувачките права на граѓаните, што се однесуваат за комунални услуги, за потрошена електрична енергија, вода, за други услуги. И во последно време се јавуваат повеќе граѓани со преставки во однос на тоа дека ЕВН им ја исклучува струјата, односно ги исклучува од електричната мрежа и им дава опомени со нагласување дека мора да потпишат спогодба за плаќање на долгот на рати. Такви граѓани има голем број, особено во нашиот крај и на ниво на државата. Како прво, ние како институција се имаме обратено до ЕВН и со соопштение и барање, известување и податоци. Во врска со тоа колку граѓани имат за останат долг, колков е тој долг, дали е тој долг утужен, дали има правосилни пресуди, платни налози, веродостојни исправи, односно да нема некои долгови кои се застарени. Бидејќи граѓаните кои доаѓаат во подрачната канцеларија во Струмица поднесуваат сметки за струи, односно платени фактури за струја во последните 2-3 години. Што значи се работи за останати долгови од пред 2017, од 2005, 2008 и така натаму. Тие долгови, кога треба да ги платат граѓаните, односно да потпишат спогодба, мора да знаат за кои месеци, години и за кој период точно се однесува. Мора да имат доказ дека тие се отужени, има правосилни пресуди, бидејќи ако долгот е застарен, тој не треба да го плати. Има неуки граѓани кои кога идат во канцелариите на ЕВН, воопшто не знаат дали треба да потпишат или не, меѓутоа повеќето сакат да потпишат бидејќи ги убедуваат вработените во ЕВН дека веднаш ќе бидат приклучени на електричната мрежа. Со самиот потпис тие го признаваат долгот без разлика дали тој е вистински и реален и со тоа повеќе никој не може да ги одбрани. Тие се должни да плаќаат месечно на рати и плюс треба да плаќаат за новите фактури за потрошена електрична енергија. Во врска со тие предмети ние направивме анализа на соопштението и барањето информации од ЕВН, од управниот одбор, добивме одговор дека тие уште немат донесена одлука за бришење на дел од тие долгови, камати и трошоци. Бидејќи во ноември 2018 година е донесен закон за опростување на такви долгови, камати и трошоци, меѓутоа секој доверител треба да донесе одлука на ниво на институција, на приватна на фирма, на правно лице, дека тој закон ќе биде калкулиран во нивните одлуки и секој граѓан треба поединечно барање да поднесе. Меѓутоа, тие не известуваат дека се уште прават анализи
и во најскоро време дека ќе достават и информации до народниот правобранител за тоа за кои граѓани ќе се работи, социјални категории, групи, од кои трошоци, камати или износи ќе се откажат и така да тоа веќе трае 1-2 месеци. Може да се смета дека ова е едно незаконско работење на ЕВН, во смисол на подметнување на истото на старите долгови, кои се сметаат за застарени, граѓаните немаат право да ги платат без никакво објаснување? Секако. Значи, да не употребам лош збор уцена, меѓутоа граѓаните се принудени на некој начин да ги потпишуваат тие спогодби без да знаат што потпишуваат. Тие имат листинг на некои можеби фактури кои се тужени, меѓутоа треба правосилна пресуда за тој предмет, а не тужба. Оти тужбата можеби е отфрлена, можеби е одбиена, можеби е застарен долгот, така да на граѓаните им е потребна правен совет. Тие кога доаѓаат тука, најпрво им кажувам воопшто да не потпишуваат такви спогодби без присуство на адвокат или без консултација и правен совет од народниот правобранител. Доколку го потпишат, ја потпишат спогодбата, долгот веќе и да е застарен, тој е валиден и активен. Имаме ли некаква бројка? Знае ли колку граѓани во случајот се оштетени? За жал немаме точна бројка, таа информација ја побаравме од ЕВН, АД Македонија Скопје, меѓутоа точен број се уште немаме добиено. Чекаме, се надеваме дека ќе добиеме таков број. Има неуки странки кои се повикуваат на застарени долгови, бидејќи 2003 тие и самите не чуваат белешки за платени фактури и сметки за струја, така да верувам дека и доколку е утужен некој долг, ако не е даден неизвршуван, тој е застарен. После 10 години застаруваат побарувањето, наплатата. Може ли да напад до граѓаните? Секако. Само да напоменам, значи некој пат доаѓаат граѓани со долгови од износ од околу 400.000 денари, 500.000 денари. Сега од тој долг, ако е реален и вистински и половината, многу тешко да се одбранат тие граѓани, да не ги платат тие долгови. Во однос на апел, што сакам да го упетам, значи сите граѓани кои ќе добијат опомена за да платат за останат долг од поголеми износи, веднаш да се јават во подрачната канцеларија на Народниот правобранител во Струмица за правен совет, да ги подучиме или да поднесат преставка, а ние ќе побараме детални информации од ЕВН по кои месеци, години, за кој период се работи и откако ќе утврдиме дали има застарени побарувања кои треба да се избришат, тогаш кој ќе остане чист вистински долг, тогаш тие може да потпишат спогодба за плаќање на рати. Ние ги следиме состојбите и очекуваме по направените анализи да се донесе одлука што побрзо од ЕВН за опростување на долгови, камати и трошокови, бидејќи граѓаните и корисниците и понатаму се исклучуваат од мрежата од електричната мрежа и без да водат сметка дека во тие домаќинства имат мали деца, болни, изнамоштени лица, имат прехранбени производи во фрижидери за замрзивачи, со оглед на тоа што сега е веќе и летен период, значи може да претрпат и одредени штети. Народниот правобранител исто така укажува дека по исклучената струја за повторно вклучување граѓаните се оптеретуваат со тарифа од околу 1700 денари да платат за вклучување во електричната мрежа, што е тоа дополнителен и не баш толку мал трошок. Апелираме и до ЕВН, АД Македонија Скопје, да не ги исклучуваат граѓаните, корисници на електричната енергија, кои очигледно се немокни да ги платат толкови износи, сметки, камати, трошоци и да не се принудуваат на потпишување на такви спогодби за плаќање на рати.
Значи, ние упетуваме апел и до граѓаните, меѓутоа до правното лице ЕВН АД Македонија Скопје.